крајно некоректно е да на еден ваков однос, тоа го кажам неколку пати, доаѓа председателот на владата, одредени министри, не ги гледаме со месеци да дојдат во собрание да одговорат на прашања кои што се важни за пратениците. И на тој начин практично владата ни го уредува распоредот како и на кој начин ќе се поставуваат прашањата. Или треба да поставите прашање за да нема никој да одговори и да одиме на писмени одговори, а деловникот е многу јасен дека се поставува директно на министер кој што треба да одговори на пратеничкото прашање. Во врска со правичната застапеност имајќи ја во предвид одлуката на Уставниот суд каде што не се задолжува граѓанинот да се представува потникумот, значи етничката припадност не фигурира во ниту еден документ, ниту во извод, ниту во лична карта, ниту во пасош, ниту во еден или било да е здравствен документ. Значи етничката припадност не се дефинира нигде. Како вие како премиер или како другите министри или соодветните директори ќе определувате етничката припадност на вработените каде што вие ја водите. И одлуката на Уставниот суд, од принципилни причини, одлуки на Уставен суд сум кажал многу пати во минатото, ќе го повторам и сега, нема да коментирам. Но ќе кажам еден факт, дека ова мнозинство во Уставниот суд е избрано од некоја друга политичка реалност, не од оваа, туку од таа претходната. И предпоставувам дека можеби тие би ви дале поконкретен одговор за одлуките на Уставниот суд, а јас ќе се задржам за мојата констатација дека одлуки на Уставен суд може да ви се допаѓат, може да не ви се допаѓат, но во суштина нема да ги коментирам. Можам да ви кажам дека апсолутно се води сметка за правичната застапеност,